Почитувани граѓани, СРСМ најостро се спротивставува на донесениот закон со кој што фирмите и граѓаните од 2015 година се изложени на нови трошоци. Станува збор за новите издатоци при договорите за дело и авторските договори. Тоа се дополнителни плаќања за придонеси за здравствено, пензијско и инвалидско осигурување при примање хонорари, чија што сума е поголема од минималната проектирана плата, односно 9.500 денари, без разлика дали граѓаните веќе еднаш ја исполниле ова обврска или не. Значи, од нова година, повеќе нема да биде важно дали сте привремено вработени или сте вработени на неопределено работно време. За вашите договори на дело и авторските договори, компаниите ќе мора да издвојуваат давачки во висина од 35% на доместок, во кој што покрај персоналниот данок предвидени си давачките за здравствено и пензијско осигурување. Ова е двојно оданочување. Оправдани се стравувањата дека тоа најверојатно ќе резултира со индиректно намалување на хонорарите. Еве зошто. Ако некој примал 12.000 денари нето приход, сега во договорот повторно ќе стои 12.000 денари, но тоа ќе биде бруто износ, што ќе биде намален за 3.000 денари издаток за социјалните придонеси. Граѓаните кои се пак принудени да работат на 2-3 места за да си обезбедат екзистенција, без разлика што примаат хонорари помали од минималната плата, сега се принудени самите да се ги плаќаат овие придонеси, доколку збирот на средствата што ги одработиле е макар за денар поголем од законски утврдената минимална плата. Кога ќе се одземат парите што ќе треба да ги платат за данок од примениот хонорар, ќе им останат средства под минималната плата. Стравуваме дека сето ова ќе резултира со отпуштање од страна на работодавачите, кои ова нема да можат да го издржат. Ваквите политики на власта, за жал, резултираат со вакви дела врз грбот на граѓаните. Затоа СРСМ бара овој закон да не важи за хонорарците кои имаат приходи од повеќе договори, кои поединечно се под минималната плата, а нивниот збир не е над 12.700 денари. На тој начин граѓаните во никој случај нема да бидат доведени во ситуација да добијат приход помал од минималната плата. Вработените пак на кои веќе им се плаќаат социјални придонеси да не бидат изложени одново на вакви издатоци. Висината на придонесите да биде регулирана по принципот граѓаните со помали хонорари кои се грото од хонорарните работници процентуално да плаќаат помалку, додека граѓаните со повисоки да плаќаат повеќе. Власта нема право да полни финансиски дупки, доведувајќи во прашање екзистенцијата на граѓаните на Република Македонија.